Почитувана македонска јавност, почитувани медиуми и колеги. Сликата за работата на владата, односно сликата за задоволството на народот од работата на владата, денес најдобро може да се види по македонските улици. Штрајкуваат градинките и училиштата, штрајкуваат судиите, штрајкува јавната администрација, штрајкуваат полициските синдикати, штрајкуваат родителите на децата со посебни потреби. На сите мора да ни биде јасно дека се додека имаме пиар влада која наместо да ги решава проблемите создава нови и се додека носиме избрзани законски решенија во кои владата се договара исклучиво самата со себе, нема да се смени ништо на подобро. Денес, додека говориме за Законот за административните службеници, веднаш ќе кажам дека ние како пратеничка група го поддржуваме ова законско решение, но како одговорна пратеничка група имаме должност да укажеме дека вака како што е срочен законот не е добар за сите административни службеници во државата. Ветувавте живот за сите, само да потсетам, живот и за сите овие луѓе што денес штрајкуваат. Да појаснам што ни се случува. Во законот добро сте кажале дека административните службеници ги извршуваат функциите на државата и се во служба на граѓаните и бизнисите. Ако е како што сте кажале, зошто не ги цените административните службеници? Овде ќе напоменам дека од старт ви е промашена основната цел што сами сте ја навеле во законот, а тоа е постигнување на еднаквост на вработените во приватниот и јавниот сектор преку воспоставување на скалесто усогласување на останатите плати на административните службеници на сите нивоа. Скалесто усогласување во овој текст на закон нема. Со промашена цел, почитувани, никако нема да стигнете до посакуваната цел, а таа е вреднување на труд, намалување на нееднаквоста, намалување на сиромаштијата, подобар животен стандард на административните службеници и нивните семејства во момент на голема инфлација на цените, мотивирање на вработените и задржување на изградените и обучени административни службеници. Какво е ова ваше скалесто усогласување? Каква е оваа урамнотеженост и каква е оваа методологија со која преку социјален диалог ќе купувате социјален мир? Дали ги слушате синдикатите? Да, потребен е диалог, но диалогот не препознава еднострани чекори како што ги правите. Зошто избегнувате јавна расправа? Нека дојдат сите синдикати, да ги соочиме аргументите и да оцениме кое решение е најдобро. Не е во ред голем број вработени да бидат изоставени и дискриминирани, затоа што со закон и устав секој вработен во јавна управа кој смета дека е дискриминиран, може ова законско решение да го обжали. Вака ли ќе ја реформирате администрацијата? Вака ли ќе имаме мотивирани вработени? Вака ли ќе се грижите за продуктивноста на трудот? Токму ова законско решение ја губи смислата за професионално усовршување. Затоа баравме соодветно на покачувањето на минималната плата од 18,9% скалесто да се покачат сите плати. Ама пари немало, ама инфлација ќе имало. Па како да има пари кога двајца владини генерални секретари еден по друг го исцицаа буџетот на Република Македонија? Како да има пари кога 57 милиони наместо да одат за работниците отидоа на консултантски договори во 4 очи? Затоа нема пари и со вакви кадри какви што ги ставате никој нема ни да има. Трошоците за живот се зголемени за сите. Со законов, ваков каков што е, вработениот од ниво Г ќе има зголемување од 1350 до 3660 денари, но вработениот од ниво В4 до Б1 ќе има зголемување од 200 до 400 денари. Дали колеги од мнозинството зголемување од 200 до 400 денари го сметате за зголемување? Ќе има усогласување со минималната плата, но ќе се усогласат само работниците од групата Г, односно помлад референт, референт, виш референт и самостоен референт. Со ова законско решение, вработените од нивоата од Г4 до Г1 ќе земаат од 18.160 до 18.845 денари плата и тоа е во ред. Но проблемот е во тоа што кога сите овие работни места во структурата Г ќе се израмнат меѓу себе, ќе се изгуби коефициентот на сложеност на работните места. Понатаму, оној што е самостоен референт во Г групата со години минат труд ќе се усогласи со оние од групата В, односно помлад соработник, виш соработник и советник. Ние не сакавме да се случи ова затоа што
факт е дека имаме насушна потреба од мотивирана администрација. Затоа предложивме и укажавме дека треба да има зголемување на платите на сите нивоа во државната управа и тоа зголемување да биде по 2800 денари. Значи, ворете да се покачи платата, но онаму каде што се покачува за да се достигне минималната плата. Верувајте, на овој начин на покачување на платите го убивате стимулот за професионално усовршување кај оние што учат високо образование и затоа ќе се чудиме зошто се блокира државата и зошто ни бега младината. Ви понудивме правично решение со скалесто покачување. Како имате лице и како од утре ќе им кажете на луѓето дека работите за нив, кога оној што вложувал во личен и професионален развој и позитивно бил оценуван, за жал реално ќе има намалување на платата. Например, ако некој зема плата 45.966 денари, со оваа измена, не земајќи го предвид стажот, ќе зема 45.737 денари, што значи ќе има намалување на платата од 229 денари. Теоретски, нивото Г1 со 40 годишен стаж ќе земе поголема плата од нивото В4. За да не дојде до ова, баравме скалесто покачување на платите. Но се покажа дека на власта е најлесно да наметне законски решенија тогаш кога приватниот сектор треба да ги спроведе. Ако ќе дојде топката во рацете на државата, тогаш не се одврзува кесето, додуше и да се одврзе, нема ништо внатре. Неодамна дознавме дека во 95% од институциите се уште се исплаќа плата под минималната. Во останатите 5% пак или не се исплатила платата, или се исплатила со грешки, па само минимална плата се исплатила без стаж. Власта која прави притисок врз приватниот сектор да го почитува законот за минимална плата е истата власт која не се придржува до законот кој самата го носи. И додека врие од инспекции во приватниот сектор, кажете ми кој ќе ја санкционира државата за непочитување на законите кои самата ги носи? Каде е тука правдата и правичноста и кој ќе превземе одговорност за ваквите ситуации? Ќе ви кажам само еден пример како вашите избрзани закони и техничките грешки во законите за едно чудо фирми во трговијата на мало значија по 7.000 евра казна. Затоа што не знаете дали се признаваат или не се признаваат оперативните расходи. Затоа што и замрзнатиот батак го вброивте во свежо месо. Па кој има нерви, пари и време, нека плаќа за адвокати за непромислените владини закони. Ете тоа му го правите на бизнис секторот денес, од кој најлесно ви е да барате да ги покачи платите без да прашате дали има услови и дали може. Она што државата не смее да го направи, приватниот сектор не смее ни да помисли да го направи, затоа што за него важат казни и инспекции, а за државата нема ни казни, ни одговорност. Од тука, владата мора да направи сериозна анализа на распределбата на доходот во економијата и да ги види капацитетите на индустријата и реалниот сектор, за да најде соодветен механизам за системско покачување на платите, а не покачување кое е водено само од адхок решенија. Иако платите се еден од основните механизми за зголемување на животниот стандард на граѓаните, сепак не смееме да ги заборавиме јавните инвестиции кои придонесуваат за подобар квалитет на животот на сите граѓани. Јавните инвестиции треба да бидат насочени кон клучните сектори што придонесуваат за зголемување на продуктивноста на едно општество, а тоа се пред се образованието, здравството и инфраструктурата. Зголемувањето на продуктивноста е процес што трае со години и истиот тој треба да биде воден според одредени приоритети и цели кон кои треба да се стреми економијата. За да се постигнат тие цели, потребен е национален консензус за насоката во која треба да се развива целокупното општество и целокупната економија. Од тука, клучно е економскиот раст, растот на платите и растот на животниот стандард да бидат проследени со светни, образовни и здравствени инвестиции и реформи, инвестиции во нови технологии, транспортна и патничка инфраструктура, како и инвестиции во енергетиката, нешта што оваа власт сосема ги заборави. За крај, навистина ни се потребни реформи, но реформи за подобрување на квалитетот на работната сила. Потребна е политика која ќе дава развојни ефекти за државата, а не социјални ефекти за државата. Ви благодарам. Ljupčo Prendžov.